стресот ние добиваме многу болести. Што е од тие болести спомна некој, значи ние мораме да имаме систем во државата да им помогнеме на граѓаните кои ќе влезат во кои ќе имаат своји финансиски, да речем, проблеми. Бидејќи не можеш ти на некој за 2000 или 10.000, 20.000 да му го продаваш станот, да му пушташ извршители и да ги малтретираш луѓето. Значи, секоја држава треба и има, пример, јас, бидејќи сум живеел долго во Америка, ние како граѓани, пример, граѓаните на Америка можат да прогласат банкрот. И тоа го прават на секој 7 години. Значи, не може секоја година, земи пари па прогласи банкрот, значи ти дава шанса до 7 години. И одиш на суд. Нема таму извршители. Значи, судот одлучува дали ќе враќаш, нема да враќаш и поднесуваш барање за личен банкрот. И судот 99% кома нешто дозволува на луѓето. Сега нема да му дозволи на луѓе кои што се многу богати, кои што имаат пари, имаат 50 стано или поќе помалку барат банкрот, например 10, 5, 3, 50.000 евра и така натаму. Значи, зборуваме за сиромашни граѓани да се дозволи да се банкнотира и исто така да можат да застарат нивните долгови за 3 години. Еве и вие токму и вие ги спомнавте извршителите. Многумина ги окривуваат, впрочем, извршителите. Кој е вашиот став како демократи околу извршителите, например? Што би презеле вие за да го решите тој проблем со извршителите? Прво морам да кажам, доста луѓе и јас и други луѓе во Македонија нормално ги укривуваме извршителите, бидејќи тие имаат законски право да ти продат стан, куќа, по куќина и да остат на улица. Но треба да се запрашаме зошто ова голема омраза према извршителите. Прво, све ова што спомнав ќе ти го земат и нормално како ќе ги сакаш. Но ние треба да се запрашаме кој гласаше во собрание да се донеси закон и да креираме извршители. Порано беше должничко помеѓу должнико и доверителите се решаваа овие спорови во судството. И не е поентата на некој, ако ти бочи, не е бито колку пари, ти додиш дома, ако има еден стан да му го земиш и да го оставиш и да биде бездомник. Поентата е државата да креира закон. Тоа значи за да му овозможи на луѓето кои што должат, се огрешиле некојаш, финансиски зеле, не израчунале добро поголем кредит од банка и така натаму, или еве зборуваме за струја, му должиш 10, 5, 20.000 денари, ние на тие луѓе треба државата мисли да му се помогне како да излезат од ова криза финансиска. А не во собрание одредена група на пратеници, без срце, без душа, без да размислуваат, донесоа закон, ги креира извршителите. Тие се криви. Зошто политичките структури во Македонија, кои што владеа 35 години, не го променија тој закон? Извршители нека се има, но ти не можеш да донеси закон, зборувам сега, ако има еден стан, една кола, не зборувам некој 50 коли, 50 станои, се разбира тогаш и најдобро е тоа да се решава преку судовите, да се врати, значи, и на краја не мора да постојат извршители, но може да постојат во одредени случаи, но кога законот јасно кажува дека човек кој што има еден стан или една куќа, има една кола, има толку пари во банка, не можеш или пензија да ти му ја блокираш сметката, трансакцијска, и да го оставиш на улица, да му одземиш станот, да му одземиш колата. Ти шо го правиш него? Бездомник. А друго, ако има 2, 3, 5 стана, тогаш ќе каже, слушај, ти борџиш 50.000 евра, треба да ја платиш, продај го едниот стан. Зборуваме.
Да. Значи не мешаме тука семејство. Син ми ако си има посебно стан на негово име, јас должам, нема тоа што ти да го оптеретуваш. Ако таткото должи, што син му наводно ќе плаќа, нема врска тоа. Значи ние зборуваме да се најде кривицата е во собрание, во властите, во владата, кога го донесува законот и ги креира овие извршители. Луѓето не мислат така, секојаш ние нормално не ги сакаме извршителите од тие причини. Ке ти дојди дома, ќе ти земи фрижидер, постелнина, се ќе ти собери, свано идиотска работа. Стане еден имаш и тој ти го зема. Не, мора да се донеси закон, кажав. Кога имаш надодредена сума на пари или вредност на кола или да речеме еден стан, да не може станот тој да ти го одземат, или ако ти имаш во банка 2000-3000 евра, ти ја одат, одма ти ја блокираат сметката и ти ја празнат. И то ставаат на улица, да не зборувам на пензионерите, постари луѓе кои што не знаат да се снајдат или има болни од нив, замисли му блокираш пензијата. Сметката тој не може да троши ништо. И му ги земаш парите. Значи, пак ќе кажам, единствено можеме овој проблем да го решиме во собрание итно да се донеси закон. Овие работи што испомнав да се офатат во законот. Тие што имаат 20, 10, 3, 10, 15 станои, тогаш ќе се нека се извршува и нека си го продаде едниот станот тие 10 и 5 и одиме напред.